Добар ден, почитувани, ова е најновата епизода на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Повеќето деца, како и возрастните, понекогаш имаат кошмари. Меѓутоа, некои деца се среќаваат и со ноќен терор, односно ноќен страв. Родителите обично не може да препознаат разликата меѓу кошмарот и ноќниот страв и се чувствуваат беспомошно, кога навечер никако не успеваат да го утешат своето вознемирено дете. Па како да му помогнете на детето што има ноќен терор? Може ли да се спречат ваквите епизоди на паника во сон? Разговараме со Сања Ѓорѓева, сертифициран тренер за спиење за бебиња и деца. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите, а ќе имате можност да поставите прашања во програма. Останете на Телма. Ноќниот терор, односно ноќните стравови, се честа појава кај децата во предучилишна возраст. Како се препознаваат и што може да направат родителите за да бидат поддршка во тие моменти на своето вознемирено дете? Исто така, во денешната емисија ќе проговориме и за најчестите грешки што ги прават родителите при успивањето на детето и зошто децата се будни до 22 часот, па и 23, некогаш и до полноќ, при што целото семејство е ненаспано и нервосно. Имаме многу прашања што денеска ќе ги упатиме на Сања Ѓорѓева, сертифициран тренер за спиење за бебиња и деца до 6 години. Така, од доктор Гуднајт. Така. Добре ни дојде Сања повторно во студиото на Добро Телма. ме најдов, благодарам на поканата. Родителите обично се силно вознемирени кога нивното дете во сон ќе пројави епизода на паничен страв, ќе почне да вриска, да плаче и слично, и на интернет знаат да побараат за што се работи, ќе најдат на терминот ноќен терор. Па што се вклучува ноќниот терор или пак ноќниот страв? Мислам дека тоа се синоними. Така е, ноќниот терор, значи имаме разлика помеѓу ноќен терор и ноќен кошмар. Често се случува, тоа е сосема нормална појава која што не треба многу да не загрижува како родители. Но изгледа драматично. Да. Изгледа драматично доколку е во, да кажам, во нормални граници. Ако се случува секој ден, тогаш веќе треба да се запрашаме која е причината и да побараме помош, ќе позбориме и за тоа. Меѓутоа, ноќниот терор всушност настанува додека детето се наоѓа во третата фаза на спиење, односно во длабока фаза на спиење и при преодот една рем од длабоката фаза во спиење во фазата на рем, односно во фазата каде што сонуваме, настанува ноќниот терор. Затоа се случува обично во првите 2 до 3 часа откако ќе заспие детето, значи на почетокот од ноќта се случува и се случува, значи знае да биде драматичен. Детето може да биде со отворени очи, дури може и да зборува, плаче, може да мава на сите страни, да ги удира мама и тато. Иако делува дека е будно, детето всушност не е будно. Тоа е заглавено во таа некоја длабока фаза на спиење и не е свесно што се случува, ниту пак што прави. И наутро кај оние деца кои што зборуваат, воопшто не се сеќаваат на тие епизоди кои што ги имаат. Епизодата колку и да делува страшно за родителите, значи повеќе се зголемува анксиозноста кај родителот, кај за детето не е страшно. Значи не се ни сеќава и тоа е, да кажам, една нормална состојба од растот и развојот на детенцето. Значи детето спие во сон или во полусон? Во каква состојба? И покрај тоа што често е со отворени очи, споменавте. Во соне, во длабока фаза на соне, меѓутоа кога имаме, значи додека спиеме, кога правиме преод од една во друга рем фаза, доаѓа до едно краткотрено будење. Во тоа краткотрено будење, значи они се во сон, не се сеќаваат во некоја полусвесна состојба се, меѓутоа не се сеќаваат, да, во полусон и не се сеќаваат на тоа. Затоа се делуваат дека со отворени очи се делуваат дека се свесни, меѓутоа воопшто не се свесни и многу е погрешно и полошо е ако родителот инсистира да го разбуди детето. Значи во таа фаза, она што е најдобра реакција на родителот е да го остави детето да му помине фазата. Но таа колку време може да трае? Различно, значи може да трае од 5 минути, кај некои деца и до 50 минути. Значи дури и 1 час може да трае целата таа фаза. Поретко е, обично се задржува меѓу 15 и 30 минути. Но колку повеќе реагира родителот, на пример, се обидувам да го разбудам, се обидувам да го смирам, да го земам во раце, да го нишкам, да не знам што му е, толку подолго време трае фазата. Ако го оставите детето да му помине фазата и, на пример, реакциите да бидат посмирени, движења, да го погалам, или ако дури некогаш се случува кога родителот ќе го погали детенцето, да реагира на допирот, да се трга, едноставно да не сака, да удира на сите страни, потргнете се, оставете го, бидете околу него за да бидете сигурни дека нели нема да се повреди
повреди бидејќи некои дечиња стануваат, некои дечиња се движат, се Трчат или подвижни. станат. Да. Така што само бидете сигурни дека нема да се повреди, али не инсистирајте на будење, бидејќи кога ќе го разбудите детето, може анксиозноста во тој момент да порасне повеќе, затоа што и самото дете нема да е свесно што се случува, зошто сега одеднаш ги гледа мама и тато станати, детето е станато, да, и нема да биде свесно што се случува, затоа е најдобро е да биде минимална реакцијата од родителот. Може да се подзапали пример светло во ходник, за малце да му го одвлече вниманието, но да не се обидува да се разбуди детето и да го нишкаат во раце, да му дават млеко или доење, чисто само колку за да се смири тоа детенце. На која возраст може да започне и до која возраст да трае овој проблем во сонот? Најчесто се помеѓу 3-та и 7-та година, меѓутоа имаме и случаи кај што се појавува и на 18 месеци. Најрана возраст каде што е приметено ноќен терор е 18 месеци. И кај возрастните може да се случи, меѓутоа многу ретка појава, да кажеме само 2% од возрастните доживуваат ноќни терори. Како што расте детето, веќе над 7-та година тоа се исчезнуваат. Ноќните терори на еден начин исчезнуваат сами од себе. Детето ги надраснува. Доколку не исчезнат сами од себе или доколку многу често се случуваат, за често зборуваме секоја вечер или почесто 2 пати неделно, бидејќи има деца каде што и 2 пати неделно се соочуваат ноќни терори и се смета за нормала. Колку и да е тоа 2 пати неделно е прифатливо? 2 пати неделно е прифатливо. Некои прифатливо. родители велат во исто време на ноќта постојано ова се случува. Тоа е веќе проблем ако е постојано се случува, ако трае да речеме 2 недели, 3 недели па потоа исчезнат. Најчесто се случуваат во исто време, затоа што се случуваат во таа длабока фаза. Точно. И ако детенцето легнува скоро во секоја вечер во исто време, обично знаеме во колку часот ќе се случат. Кај тие дечиња кај кои што родителите веќе можат да предвидат, убаво е да ги разбудат пола сат порано, за да го прекинат циклусот, да го прекинат влегувањето во таа фаза, за да можат да го поместат целиот тој циклус и може да се случи на тој начин да ги прекинат и ноќните терори. Теророт знае да трае, да кажеме, 2 недели, па да прекине. Загрижувачки би било ако е буквално секоја вечер. Ако е секоја вечер, загрижувачки би рекла дека тогаш треба да се да видат родителите што е тоа што треба да променат за да ги снема ноќните терори. Значи не би ги, ако се случува 2 пати неделно, еднаш во недела, не е нешто што треба да ги загрижува и дека они треба да променат, да прават одредени промени во текот на денот или во секојдневието за да ги снема ноќните терори, туку тие ќе се надраснат сами од себе. А познато ли е што ги предизвикува, што се случува со детето кое што доживува вакви епизоди на паничен страв? Најчесто се предизвикани од премор кај детето, значи доколку не спие доволно преку ден или доколку легнува покасно навечер, ако е преуморно во текот на денот, најчесто тоа предизвикува, значи преморот предизвикува ноќни терори. Знае да се предизвика од одредена промена, преселба, тргнување во градинка, често знае да предизвика ноќен терор и многу често родителите на дечиња кои што тргаат во градинка почнуваат децата да се будат навечер и да плачат. Ќе ми се јават и ќе кажат, не знам, мислат дека во градинката нешто се случува, не им е убаво. Тоа е сосема нормална појава кај детето затоа што е променува средината и реагира на тој начин и тоа е фаза која што ќе помине. Така што разделба на родителите знае да предизвика ноќен терор, доаѓање на нов член во семејството, некоја промена. Меѓутоа, ноќниот терор не значи дека детето е емотивно, да, дека емотивно има проблем. Така може ли сосема здрави, срекни деца да минуваат и низ иста во оваа епизода? Точно. Можат, дефинитивно, бидејќи е дел од растот и од развојот кој што се надминува со развојот. Нема точно, ние можеме да предпоставиме и кажуваме дека и можеме според истражувања направени да кажеме дека дете што е преморено е повеќе склоно кон ноќни терори. Дете кое што проаѓа кон некоја промена е повеќе склоно и во тој период знае да се појави ноќен терор. Но нема се уште доказ која е точната причина за појавувањето на ноќните терори. А која е разликата помеѓу ноќен терор и кошмар? Кошмарот е она што го сонуваме. Значи кошмарот и ноќниот терор и кошмарот се случуваат во две различни фази на спиењето. Ноќниот терор, како што кажавме, се случува на почетокот, во длабоката фаза, а кошмарот се случува дури може да се случи средина вечерта или кон крајот на вечерта, бидејќи тогаш е позачестена REM фазата, односно во REM фазата ние сонуваме. Буквално, значи кошмарот е сон и детето кога ќе се разбуди од кошмар сонувало нешто лошо и тоа дете е свесно. Знае дури да го раскаже сонот, се сеќава, можеби не се сеќава на целиот
својот сон не се сеќава дека нешто се случило и е исплашено како тоа навистина да му се случило, како реално се случило. Овде во ноќниот кошмар е многу важно родителот да реагира на детето, да разговара, дури ако треба да се запали светло, па да се погледне, например, ако детенцето сонувало некои чудовишта, па заедно да видат дека нема ништо под креветот во плакарот, дури да легне родителот покрај детенцето, едноставно да го осигура дека нема ништо страшно. Кошмарот е, ние имаме кошмари, сонуваме, значи кошмарот е сон, ноќниот терор е скроз друга епизода која што не е поврзана со кошмарот. А родителите можат ли лесно да препознаат за што се работи, бидејќи најчесто сметаат дека нивното дете има кошмар кога минува низ ноќен терор? Првиот пат. Откако ќе истражат, сваќаат дека не се работи за такво нешто. Па првиот пат кога ќе се случи, освен еве на пример вака ако ја гледате емисијата, иако од вака зборување и претходно можат да претпостават дека ако се случи ноќен терор, ова е ноќен терор. Обично првиот пат кога ќе се случи не знаат што е и се многу исплашени самите родители, бидејќи им се случува прв пат, одеднаш детето е значи ги гледа, разговара, но не ги препознава. Не ги препознава. Еве јас имам поминато низ тоа и знам колку е стресно. Да, исто и јас, дури и иако сум тренер за спиење, првиот пат кога ми се случи ноќниот терор со ќерка ми, не препознав веднаш дека е ноќен терор. Препознав дури после 15-20 минути од начинот на кој што се обидував да ја смирам, затоа што е нешто што те вознемирува во моментот и не размислуваме свесно што се случува, гледаме само да му помогнеме на детето. Меѓутоа, не те препознава, а може да мава, да удира, ќе го земеш во раце, па те бутка со сета сила, не сака, ќе го спуштиш, па не сака да е спуштено. Вриска на цел глас, да, плаче. Едноставно се гледа дека не реагира. Значи, моментот кога ќе видите дека вашето дете не реагира на вас, 90% е ноќен терор. Ако е кошмар, тоа дете едве ќе чека да го кренете во раце, да го смирите, да го гушнете и нема да се трга од вашата преградка, бидејќи е исплашено и кај вас се чувствува сигурно. Кај ноќен терор бега од вас. Значи тоа е клучната разлика и тука всушност може и да се направи дистинкција во однос на постапките на родителот, што да се направи, што не. Веќе споменавте дека ноќен терор, родителот не треба да го разбуди детето, не треба да му понуди млеко, дури и допирот споменавте некогаш може да биде вознемирувачки. Што да прави, да го остави така детето? Реално, да. Буквално тоа е решението? Тоа е најбрзиот начин да помине ноќниот терор, да бидам покрај детето и да почекам да помине епизодата. Колку повеќе реагирам на теророт, толку подолго време ќе трае теророт. Еве конкретно од мое искуство, првиот пат со детенцето траеше некои 30 на минути, веќе од следната вечер за 10 минути помина теророт, бидејќи веќе знаев дека реакцијата треба да ја намалам. Меѓутоа, колку повеќе реагираме на теророт, толку повеќе го вознемируваме и го одржуваме. Ја одржуваме и го продолжуваме всушност. Ја продолжуваме, а вака само е важно да бидеме околу детенцето. Може од време на време да го погалиме, меѓутоа повторно ќе кажам, внимавајте и со допирот. Може да се случи допирот, ако приметам дека го допирам и се вознемирува детенцето, се поместува, го тргам допирот и само ќе почекам да се смири епизодата. А глас, да речеме, да пее родителот? Многу смирено и повторно и тоа кај некои деца може дури кај едно исто дете една вечер може да функционира, другата вечер може да го вознемири. Многу е важно родителот во тој момент да е свесен дека детето поминува низ ноќен терор, дека тоа не е ништо страшно за детето, дека е сосема нормална појава која ќе си помине и да следи како детенцето реагира на реакцијата на родителот. Ако пеам или ако му викам дали тоа му помага или се нервира, ја мрда главата, уште толку засилува плач, дали го смирува. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент. Почитувани, можете да поставите прашање кое што е поврзано со сонот кај децата. Еве, во првиот дел на емисијата разговараме за ноќните стравови и за кошмарите, за разликата помеѓу овие две состојби што се јавуваат во детска возраст и како родителите да постапат за да го смират своето вознемирено дете. А во продолжение на емисијата ќе проговориме за најчестите грешки што родителите ги прават при успевањето на детето. Така што имате една широка тема денеска. Слободно можете да се јавите. Сања Ѓорѓева, сертифициран тренер за спиење кај бебиња и деца на возраст до 6 години, е гостинка во студиото на Телма и таа ќе даде одговори на сите дилеми, на сето она што ве мачи. Значи, мислам дека вака делумно успеавме да разјасниме, бидејќи ова е еден чест проблем што се јавува и родителите во многу наврати бараат од оваа емисија да ја обработи темата, така што верувам дека беше ова корисно што го слушна. Но кога зборуваме за плач при сон и за нервоза, и некогаш и децата после дневната дремка може да се разбудат расплакани, да плачат после сон.
И тука исто се јавува дилемата што е проблемот. Така. Тука исто може да бидат повеќе причини кои што придонесуваат до тоа детенцето да се разбуди со плачење од дремка. Прво може да биде ако детенцето многу касно е заспано за дремка. Значи, пример, на 9-месечно бебенце, од прилика 3 сати треба да е будно од една до друга дремка. Сега ние кога го успиеме после 4 часа, дури и после 3,5 часа кај некои дечиња, може да резултира со будење со плач од дремка. Значи, на еден начин преморот си го прави своето и детенцето ќе се разбуди. Може да се случи ако, например, детенцето заспало во рацете на мама или со доење или на некој друг начин заспало, а е спуштено во своето кревече или во креветот, при будењето ќе осети дека ја нема таа личност што го заспало и самото тоа може да предизвика одреден страв, збунетост кај самото детенце и тоа може да предизвика плач и да плаче, па кога ќе дојде родителот веднаш да се смири. Меѓутоа, каде има некои дечиња што ќе се разбудат од дремка и плачат и не се смируваат, дури и кога родителот ќе дојде до нив, не се смируваат, тоа може да биде, како што кажав, преморот или многу кратка дремка. Значи, они се будат на преот од една во друга рем фаза. На тој преот се уште не успеале, не го завршиле целиот циклус на спиење. Целиот циклус на спиење им треба околу 45-50 минути да се заврши, они може би се разбудиле на 30-та минута и се будат на еден начин ненаспани, повторно во некоја слична ситуација како ноќниот терор, само што се случува во текот на денот, повторно во тој период се будат и повторно не можат да презаспиат, меѓутоа плачат затоа што не се доспани. Овде најдобро би било доколку може родителот да не го вади детенцето од соба, пример ако се често случува тоа, дремките да бидат во затемнета просторија, да останат во затемнетата просторија додека не се смири детето, затоа што ако го извадат во дневна, па му зборуваат многу, исто може подолго да трае. А овде ако останат во темна соба, темна просторија, може да се случи дури и да презаспие детенцето повторно. Имаме двајца гледачи, ќе ги вклучиме во програма. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Убав ден да имате. Ви благодарам. Голем поздрав. Вака ме интересира, слуша се за дечиња, па ме интересира за повозрастни. Керка ми е возрастна, но јас ќе ве прекинам тука. Јас се извинувам, ќе морам да ве прекинам, бидејќи нашата гостинка е сертифициран тренер за спиење за бебиња и деца до 6 годишна возраст. Ќе имаме емисија за проблеми со сонот кај возрастните лица, значи следете нередовно и ќе можете да се вклучите во програма. Гостинката, значи, е сертифициран тренер за бебиња и за мали деца на возраст до 6 години. Го вклучуваме следниот гледач. Добар ден. Се исклучил во меѓувреме во ред. Ние продолжуваме понатаму, значи споменавте, ноќниот терор е состојба што се јавува само навечер, не преку ден. Да, меѓутоа преку ден кога ќе исто во дремката, кога ќе направиме преот од една во друга рем фаза одредени дечиња, може да се разбудат со плачење. Не е ноќен терор, но е во една слична состојба се буди детето со плачење и повторно трае, бидејќи не успеало да го заврши циклусот на спиење и се разбудило во таа некоја во полусон. Во полусон. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Здраво. Повелете, во програма сте. Поздрав за гостинката, имаме едно прашање. Повелете. Имаме 6-месечно детенце, керкичка, сега моментално таа заспива на раце. Како може да ни дадете еден совет, како може да се научи самостојно да заспие. Да. Така, ви благодарам за вашето прашање во денешната емисија, но направивме една цела емисија. Да. Не знам дали ќе можете сетова да го одговорите вака на брзина, значи како детето самостојно може да заспие. Накратко би одговорила. На 6-месечна возраст може тоа да се случи? Па помеѓу 6 и 9 месеци е идеално време, бидејќи после 6-тиот месец веќе дечињата се спремни на учење на одредени работи за самостојно заспивање, например. Идеално, мислам, најдобро би било, секако треба да се користи одреден метод или тренинг за спиење. Може да се, например, ако прво треба да видат дали дневните дремки во текот на денот се добри. Доколку има добри дремки детенцето, навечер треба да се започне на првото успивање со тоа што ќе го стават детето полубудно кон будно, не полубудно кон заспано, туку полубудно кон будно во своето кревече. Така. Родителот, еден од родителите останува покрај него и се обидува да го заспие. Доколку детенцето не плаче, смирено, ако се расони, не треба тоа да ги загрижува и не треба да инсистираат веднаш да го заспиат, остануваат покрај него, го галат, го мазат.
ако кога ќе почне да плаче, верувам дека ќе почне да плаче бидејќи ќе му биде нешто ново. Детенцето кое што било успивано во раце, одеднаш ставено во свој кревет, нема да знае што треба да прави. Кога ќе треба да почне, кога ќе почне да плаче, самиот родител треба да реагира на плачењето, да го мази, да го крене во раце ако е потребно, да го смирува, но целта да биде на крајот повторно да заспие во своето кревече, да не биде. Доколку го креват бебето во раце, колку време да го задржат во раце, кога да го спуштат повторно во кревечето? Многу е индивидуално и многу зависи од бебето. Пример, кај некои бебиња ќе ги кренеме во раце и ќе се смират, ги спуштаме, остануваат смирени. Има некои бебиња што ќе ги кренеме во раце, ќе се смират, но кога ќе ги спуштаме, уште толку се вознемируваат. Со плачење кај тие бебиња препорачуваме да не се креваат почесто, бидејќи самото кревање и спуштање ги вознемирува. Бебиња кои што, како што кажа господинот, се научени да заспиваат во раце, голема е веројатноста дека, на пример, после 5-10 минути, ако го кренеме во раце, веднаш ќе заспие. Многу е важно да го следат детенцето, дали јас кога ќе го кренам во раце веќе почнува да заспива кај мене или му треба време да се смири. Ако почнува веднаш да заспива, гледам да го спуштам што е можно побрзо за да не ми заспие во раце. За колку време би можело да се постигне самостојното заспивање кај бебето со овој тренинг што го споменавте? Бебињето уште првата вечер, збориме ако заспие само, а би требало да заспие, ако родителите се доследни, првата вечер може да се случи 30 на 40 минути да им треба на родителите да го успеат и доколку го практикуваат тоа секоја вечер, веќе за недела дена и како може да заспива самостојно, а самото успивање од 30-40 минути од ден на ден се крати. Значи, ако првиот ден му требало 30 минути да заспие, втората вечер ќе заспие за 10 минути. Доколку одбива? И плаче упорно? Треба да се види која е причината. Дали може би има некој проблем во дневните дремки, дали има проблем одреден во реакцијата на родителите, како они реагираат, каде е грешката и што погрешно се прави за да нема успех. Значи, ако се прави тренинг за спиење од ноги во ноќ не се намалува плачењето и не се намалува времето во кое време заспива детето и не се намалуваат ноќните будења, тогаш има некој проблем, треба да се види што е. Некогаш се промашени дневни дремки, некогаш е покасно ноќно легнување на детенцето. Или, например, не е целосно будно, туку е полубудно кон заспано ставено, значи не е доволно свесно детенцето дека само заспива. Реакцијата на родителите, често кревање, често спуштање во креветче и така натаму. Сега има некои истражувања кои што велат дека да се убеди детето да легне и да заспие, сега зборуваме за оние малку поголеми деца, еден од најголемите родителски предизвици со кои се соочуваат дури и родителите на добрите спијачи, значи ја најдов некој вели 40% од родителите се борат со овој проблем и се жалат дека имаат проблем со успивање на нивното дете. Па да почнеме од тука, еве. Зошто децата на одредена возраст не сакаат да легнат во кревет и тврдат дека не се уморни, не им се спие? Ова најчесто се случува после втората година и тука имаме една многу голема 2-годишна регресија во спиење, која што и како што напоменавте и најдобрите спијачи ги таргетира. Значи едноставно и нив ги афектира и дури и дечиња кои што немале никаков проблем со спиење или еве клиенти што поминале кај мене тренинг, прекрасно спијат децата, знаат да се јават околу втората година, не знаат што да прават со нив. Тоа е поврзано со развојот на детенцето. На оваа возраст детето почнува да сваќа додека јас спијам, нешто друго се случува. Значи дека кога јас спијам не завршува се и не спијат сите, туку животот продолжува, мама и тато продолжуваат да прават нешто, братче, сестричка. Почнуваат да се осамостојуваат повеќе и да сваќаат дека на нив сонот, тоест да мислат дека на нив сонот не им е потребен, дека се доволно големи и они го надраснале спиењето и не сакаат да спијат. Се поинтересни им се игрите, посвесни се за околината и на еден начин спиењето почнува да им станува губење на време. Тука проблемот може да продолжи доколку родителот потпадне под тоа влијание на детенцето и реално ако го остави да не спие. Бидејќи многу често децата на 2-годишна возраст реално делуваат дека не им се спие. Тие се толку активни, енергични, расположени, што не делува дека им се спие, се некаде ќе почне да ги фаќа криза околу 6 или 7 навечер. Тука ги фаќа криза, па родителите знаат да ги успеат 7-8 и да ја прекинат таа дневна дремка. Меѓутоа, ако ја прекинете дневната дремка толку рано, истото тоа детенце може да почне после
ноќното успивање да го поместува покасно. И будни се до 23 часот многу често. Така е. Бидејќи ми успеало сега со дневното, ајде одиме на ноќното. Или самиот премор, излачен кортизол, излачен кортизол на еден начин на детенцето како да сме му дале да се напие чаша еспресо или Red Bull и има многу повеќе енергија во ноќните часови и е многу потешко да заспие во 8 часот отколку детенце кое што не е преморено и имало дневна дремка. И целото тоа значи после како во еден циклус, во еден круг се вртиме, нема дневна дремка, се влошува и ноќното спиење. Така, некои родители сметат дека им е добра стратегијата што сакаат да ги изморат децата, па од премор да заспијат, но доколку се прескокне дневната дремка и детето од премор заспие на кај 7, тоа значи дека ќе се разбуди порано и нема да си ја преспие ноќта? Голема е веројатноста, кај најголем број од деца и тоа и се случува, може да се случи пример да преспијат 2-3 ноќи супер, меѓутоа после да се влоши. Кога детето е преморено, кога нема дневна дремка, значи дека е многу саат и многу часа е будно до ноќното спиење за негова возраст, почнува лачење на хормон кортизол. Кортизолот го зголемува нивото на шеќер и се зголемено ниво на шеќер, децата се поактивни и порастревожени и не можат да заспијат. Откако преморено дете ќе заспие, или ќе почне да се буди често во текот на ноќта, значи многу ќе има лесен сон, не успева да влезе во длабока фаза на сонот, повторно тука е вмешан кортизолот, бидејќи кога кортизолот е излачен, не дозволува мелатонинот да се излачи. Мелатонинот е потребен, тоа е хормон за сон. Така е. Тоа е хормонот за сонот и тој не дозволува мелатонинот да се излачи доволно. Со самото тоа не дозволува детето да влезе во длабока фаза на спиење и не му е цврст сонот. Така што детенцето ќе има не цврст сон, почести будење и голема веројатноста дека ќе почнат да се појавуваат раните утрински будења пред 6 часот. Уште еден проблем, кога родителите велат дека во зори се буди нивното дете и потоа бара да си игра и не сака да продолжи со спиење. Во продолжение на емисијата ќе ги разгледаме најчестите родителски грешки кои што водат до проблеми со спиењето и со успивањето кај бебињата. Еве ќе можеме да ги видиме на телопот. Еве ќе започнеме со првото. Детето легнува предоцна во кревет. Сега истражувањата покажуваат дека денешните деца спијат помалку во споредба со нивните родители на истата возраст и дека 2-годишните деца спијат 40 минути помалку од 2-годишните деца пред една или 2 генерации. Предпоставам дека виновник за ова е доцното за спивање. Така. Колку часа со ним се потребни на малите деца? Помеѓу 10 и 12 часа. Значи, дури 10 часа со ним се потребни на деца во школска возраст, што многу ретко кој спие толку. Така што помеѓу 10 и 12 часа зависи од возраста, меѓутоа да, една од причините зошто кај нив е скратен сонот е поради тоа што ги легнуваат покасно. Една од најголемите борби, да кажам, со родителите кога работам ми е во тоа да ги, затоа што инсистирам дека детето треба да легне и да заспие измеѓу 7 и 8 навечер. Зависи некои били идеалното време помеѓу 7 и 8. Да, идеално време е меѓу 7 и 8, дури кај некои новороденчиња и 6 и пол им е потребно да спијат и тоа не значи дека ќе се разбудат во 4. Родителите овде се исплашени ако заспие во 7 или во 8 ќе ми стане во 6 или во 5. Напротив, дете што си заспива во неговото природно време за заспивање, многу подобро спие и повторно може да спие до 7 до 8 наутро, така што и да заспие во 8, најрано што треба да се разбуди е 6 или 7. Така што нема да се соочат со утрински будења, но многу често родителите го поместуваат ноќното спиење затоа што и на нив понекогаш им одговара. Некогаш им не можам да ги обвинам бидејќи ние работиме до покасно, децата со сите нивни активности, кога ќе се вратат нема никога да се видат родителите со своето дете, па поради тоа се изместува целата таа рутина на спиење. Значи повеќе фактори се во прашање, но сепак повеќето родители се многу уморни кога нивното дете не сака да легне во кревет пред 23 часот, а веќе споменавте дека од 2 години натаму децата прават проблеми, не сакаат да заспијат, па како да убедиме дете на таа возраст да си легне и да има квалитетен сон? Најлесно е со деца на таа возраст, бидејќи детето се уште не знае колку е часот. Родителот е тој што одредува колку е часот. И сега кога детето почнува да легнува покасно и покасно, едноставно родителите кога ќе влезат во тој круг не знаат како да излезат, како да го натераат порано. Треба само ако детето што легнува покасно
ако се случува да спие до покасно, прво треба да почнат да го будат. Наутро, најкасно до 8 веќе да биде разбудено. Дремките да си ги водат како што зависи од возраста на детенцето и навечер да го поместат легнувањето и порано. Значи, кај некои деца можеме да го поместиме по 15 минути порано, меѓутоа зависи од возраста. Кај некои деца го поместуваме одеднаш. Значи, немаме ефект кај одредени деца по 15 минути. Пример, дете што заспива во 11 или во 12 часот и ние сега по 15 минути да поместуваме порано и порано, нема да биде толку добар ефектот ако на пример одеднаш од 11 почнеме да го успиваме у 9. Може да се случи во 9 кога ќе заспие, да заспие 1 саат, да заспие и да се разбуди после 1 саат свежо детенцето дека е спремено да се игра. Тука е многу важно родителот да изреагира на начин што да му покаже дека се уште е време за спиење. Иако детенцето се разбудило, остануваме во темна просторија, остануваме да спиеме, не разговарам со детето во тој период, не му објаснувам дека треба да спиеме, се однесувам како да е 4 часот пополноќ, кога сите треба да спиеме. Гледаме минимална интеракција, не палам светло, минимална интеракција за да може детето да му презаспие. Да му помогнеме. Ако ние му пуштиме цртани, телевизија или излеземе во дневна соба, некој дури си играат со детето, бидејќи тој инсистира. Погрешно е, многу е важно родителот да покаже јас сум родителот. Може да инсистира детенцето да си играме, може да инсистира да јаде навечер, меѓутоа родителот е тој што е родител и треба да покаже дека јас сум родителот. Ова се правилата. Родителите не поставуваат граници. Можеби тоа е всушност клучниот проблем. Па многу во сето ова што го разгледуваме. Да, дефинитивно, бидејќи многу голем дел, не сите, но голем дел од проблемите со спиење се поради тоа што родителите не поставуваат граници и они тоа сами си го признаваат и понекогаш и затоа бараат стручна помош бидејќи не знаат како сами да го направат тоа. Многу е важно родителот да постави граница, многу е важно да поставиме ред кој што детето треба да го почитува. Не е во ред да имаме попустливо родителство во кое што се ќе му дозволиме на детенцето и да заспие во 10 и да си стане во 1 или 2 и да сака да игра и да сака цртани и да сака. Може би детето ќе сака, ама јас сум родителот да му кажам дека тоа не е дозволено. Цртани, играње, јадење во текот на денот. Тогаш сме расположени, тогаш си играме, но навечер е време за спиење и тоа треба да го покажат на секој можен начин. Без палење на светло, без комуникација, без смеење во тој момент, без играње, колку и да детенцето кажува нешто што на нас не е интересно во тој момент, бидејќи на нив се ќе им текне само за да не спијат. Многу е битно родителот да остане цврст, да покаже дека е сега време за спиење. Само на тој начин ќе прекинат ноќните будења, особено кај деца над 2 годишна возраст. Ако дете над 2 годишна возраст осети попустливост кај родителот и осети дека се одредено негово однесување и е поместило границата и правилото на родителот, цело време ќе го прави тоа и секогаш ќе се обидува повеќе и повеќе да поместува граници. Ова е убаво да се знае, значи родителите се тие што ги поставуваат границите, дури кога е во прашање сонот, времето кога се оди во кревет и кога наутро се станува од спиење. Следното ни е спиење во движење. Многу родители, еве сега пред малку слушнавме, ги успиваат бебињата, па понекогаш и поголемите деца на година, на 2 ги успиваат во раце со нишкање, понекогаш во количка. Некои родители на почетокот, кога имат новороденче, дури знаат да го стават во автомобил, па да се возат низ градот, бидејќи движењето ги смирува. Но некои истражувања велат ова е грешка. Зошто? Грешка е поради тоа што тоа дете ќе го продолжи тоа и ќе го бара тоа во текот на ноќта кога и да се разбуди. Се уште нема докажани, многу често родителите се загрижени дали тоа предизвикува некои штети во мозокот, движењата, нишкањето, се додека тоа нишкање не е насилно нишкање. Нема докази дека предизвикува промени во мозочни промени, некои такви проблеми, меѓутоа предизвикува проблеми со спиењето, бидејќи детенцето кое што е заспиено во движење, навечер повторно се буди барајќи го истото или слично движење, бидејќи не знае да спие во мирна средина и тука затоа е важно да се вметне добра хигиена на спиење, да се вметне добар начин на спиење, односно колку е помало детенцето, толку побрзо да се научи да заспива самостојно. Има некои дечиња кои што и без тренинг и без никаков проблем ќе го научат самостојното успивање, но одредени деца, еве сум имала клиенти кои што 4 години ги возат децата или во кола за да спијат, или кога се дома во количка ги возат, значи до 4 години, што значи кај некои деца мораме ние самите да препознаеме дека ова не поминува и да направиме одредени промени, да го научиме детенцето на здрави навики на спиење, бидејќи
Ако детето се буди често, тогаш тоа си носи последици и по здравието, и по концентрација, и општо врз целата фамилија. Следното наред е стимулирање на сон со звук, и тоа исто така велат грешка при успивањето, односно кога детето заспива со звукот на телевизорот, со звукот од мобилниот телефон, па дури и со некои звуци кои што смируваат, со онаа бела бучава. Секогаш е грешка или некогаш може да биде од корист? Не, значи, ако се користат бели шумови, меѓутоа при тоа детето да не е изложено на екранот на телефонот или на телевизорот, до одредена возраст е во ред. До одредена возраст би рекла до кај 5-6 месеци. После 6-тиот месец, помеѓу 6-тиот месец и 15 месеци, на детето не му се потребни веќе тие звуци, но од искуство можам да ви кажам дека тие звуци повеќе ги смируваат родителите отколку детето, бидејќи родителите обично кога ќе ми се јават и ќе ми кажат на 9 месеци заспива со шумови, само ќе им кажам исклучете ги вечер, видете дали ќе направа одредена промена. Обично кога ќе ги исклучат нема никаква промена, бидејќи во таа фаза измеѓу 6-тиот и 9-тиот месец, и кај некои измеѓу 15-тиот, шумовите не предизвикуваат никаква дополнителна, не помагаат дополнително кај детето. Ако останат после 15-тиот месец, може детето да се навикне на тие шумови и да му треба подолго време да се успива. До 6-тиот месец па од друга страна ги смирува, ги потсеќа на утробата на мајката и знае да ги смири. Најдобро би било веќе после 6-тиот месец шумовите можат да се користат за време на рутината пред спиење. Детето да заспие без шумови, а ако живеат во бучна средина или имаат поголемо детенце кое е побучно, да ги пуштат откако ќе заспие детенцето, значи да не заспива со шумовите. Следното е прескокнување на рутината за спиење. Тоа е обично капење или пак читање книга, раскажување приказна, и тоа секогаш мора да биде доследно во исто време? Идеално би било да е така. Многу често родителите ја занемаруваат рутината за спиење, меѓутоа особено кај дечиња кои што одбиваат спиење, кај деца над 2 годишна возраст, деца што имаат проблем со спиење, рутината е итекако важна, бидејќи рутината е начин на кој што детето веќе препознава дека доаѓа време за спиење, а децата многу сакаат да го предвидат следниот чекор, не сакаат изненадувања, сега да не знам во кој момент мама и тато мене ќе ме носат да спијам. Рутината е важна за детенцето да се смири, важно е во рутината да се прави нешто што го смирува детето и нешто што им е лесно на родителите. Значи многу често родителите ја комплицираат рутината и затоа им е и тешко да ја прават секоја вечер. Што значи тоа кога ја комплицираат? Значи пример, трае пола сат, една рутина, пример секоја вечер морам да го бањам, секоја вечер после бањање морам да го масирам, после масирање морам да му читам приказна, после приказна морам, не знам, пееме песни и сето тоа е прекомплицирано. Изберете 2 до 3 активности кои што го смируваат и детето, но и вас, бидејќи ако рутината се прави, родителот треба да биде смирен. Ако бидејќи ако е предолга рутината, можеби некогаш сме задоцниле со успивање поради одредени обврски, сме дошле покасно па цел и сега одеднаш јас мојата рутина од 30 минути треба да ја склопам во 10 минутна рутина и ќе се настане анксиозност и кај детето и кај родителот и целото успивање ќе биде по-критично. Идеална рутина би било на пример пресоблекување, значи не мора да биде бањањето дел од рутината, особено кај деца што не ги смирува. Ќе го избањате малце порано. Идеална рутина може да биде, да кажеме, пред да одиме во собата за спиење, пред да се повлекуваме, кажуваме добра ноќ, ние идеме да спиеме, се повлекуваме во собата, му променуваме пелена на детенцето, додека му менувам пелена, нешто му зборувам или му раскажувам приказна, чисто за да му го задржам вниманието. Тоа што го зборувам секоја вечер да биде горе-доле исто. Потоа му давам лекции или го дојам, зависи, и го легнуваме на спиење. Значи не треба да е ништо прекомплицирано, едноставно, но нешто што го смирува и детенцето и родителот. Недоследноста, нормално дека е проблем во животот, очигледно и кај заспивањето кај децата, но и да речеме еден пример. Детето сме одлучиле дека треба да спие во негово кревече, но неколку вечери му дозволуваме да преспие со нас на брачниот кревет. Дали е тоа проблем, ваков тип на недоследност, кога станува збор за спивање? Дефинитивно, бидејќи му давам измешана слика на детенцето. Сега од една страна јас сум одлучила дека детето треба да спие во кревет, меѓутоа понекогаш го носам во кревече. Не му е јасно на детенцето. Пример, сега јас сум одлучила дека 2 вечери во неделата детето можам да го земам кај мене во кревет. Детето ќе се разбуди третата вечер и повторно сака да дојде кај мама и кај тато во кревет, но јас не давам затоа што нели таа е одлуката. Само му давам измешана слика. Или детенцето спие во негов кревет, или детето спие во наш кревет. Или може и наизменично, но при тоа да немам проблем ако се случи и 7 дена во неделата да спиеме сите заедно. Доколку сме
одлучни во тоа детенцето да спие во негово креветче, треба да му покажеме јасно дека тоа е негово место за спиење и секогаш заспива и презаспива таму, бидејќи носењето во нашиот кревет му дава само измешана слика на детенцето и тоа не може да свати која е причината и зошто понекогаш доаѓа кај нас, а понекогаш останува во негово креветче. Преран премин од детското кревече во собствен кревет е исто така една родителска грешка, која што води кон проблем со заспивањето на детето. Што значи тоа преран премин? Кој е идеално време, која е возраст идеална за детето да почне да спие во собствен кревет? Идеално е помеѓу 2,5 и 3,5 години. Повторно тука зависи од емоционалната зрелост на детенцето. Доколку го преместиме многу порано, голема е веројатноста дека ќе се соочиме со будење на детето, ноќни будење, па и на самото успивање, бидејќи ако ги преместиме порано, детето не е свесно и не може се уште да свати дека дури и да можам да се симнам од креветот, јас не треба да се симнувам, туку овде треба да спиам. Затоа е таа оградица ставена да детето не може нели да се прекачи. Меѓутоа, ако го преместиме порано, голема е веројатноста дека детенцето на самото успивање ќе станува, ќе шета, многу ќе му биде тешко на родителот да го задржи во неговиот кревет да спие и навечер ќе се буди, ќе доаѓа кај мама и кај тато, ќе сака да си игра, нема да го сваќа значењето на креветот како место на спиење. Идеално време за промена е измеѓу 2,5 и 3,5 години. И веќе заокружиме со родителите не поставуваат граници, ова многу убаво го објаснивте на почетокот на овој дел, кај што се родителските грешки, значи родителите ги поставуваат границите, доколку постават родителите граници, нема очигледно да има толку големи проблеми со успивањето кај децата. Дефинитивно, некако денешните родители многу се плашат од плачењето на децата. Според мене плачењето е дел од нивниот раст и развој и не треба детето да научи дека јас со плачење добивам се. Бидејќи многу често кога детето, пример, не знам, ако дете сака да ја стави раката во штекер, не му дозволуваме, така? Меѓутоа детето ќе почне да плаче, ќе почне дури и тантруми понекогаш бидејќи сака да го пипне штекерот, но ние не му дозволуваме и тоа го идеме до крај. Некогаш ако не сака да спие или се буди навечер и сака да си игра и почнува да плаче, ние ќе попуштиме и ќе му дозволиме затоа што ние тешко да го слушаме, не сваќајќи дека реално правиме голем проблем и ова и како што и штекерот може да направи проблем кај детето и неспиењето и оваа попустливост може да направи здравствен проблем кај детето, намалена концентрација, да се соочите цело семејство со одредени проблеми, така што многу е важно да се постават граници, ред на спиење кој ќе се почитува и без Така, ред на спиење, бидејќи наспано дете значи и наспани родители. Така. А знаеме што значи и ненаспано дете и знаеме што значат ненаспани родители. Така. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци, за бројните совети поврзани со сонот кај децата и за сето она што може да се направи кога ќе се јави ноќен страф, односно ноќен терор, состојба која што за жал е исклучително честа кај децата од предучилишна возраст, но советите верувам дека ќе бидат применети и корисни. Ви благодарам и на вас уште еднаш многу на гостувањето. Почитувани, тука ја закружуваме денешната емисија, денешната епизода на магазинот за родителство 0+ месеци. Ви посакувам пријатен ден.